Audio Jungle. Него секој ден те гледа. Добар ден. Ајде. Си. Да. Па са тоа реков тоа камар, него ти го загледа. Да. Ајде, здрави живи. Како пристанав, добар ден. Така е поуба. Ево и сега и на локално ниво да го. Моја работа е, да. Кај си колега, доси? Еве сега ми збореше за образование. Ајде, поздрав се добро. Како сте? Здравите. Ајде до Хубанија, па. Добро вечер, ме пуши го. И поарни да видиме? Сега, добре, добро нашла, фала. Кидаме се облаче, не, коректно. Здраво, добар ден. Добар ден. Здраво бе. Ајде на ги. Како си миш? Добро, здравствуйте. Знам, много ми е драго. Да. Ајде. Ајде, ваќе сме таму, заедно. Добро вечер, веќе е вечер, можам да кажам добро вечер, како ќе го кажам победничко Подгорци. Така. Вечерва сум овде како кандидат за градоначелник. Со оваа прекрасна екипа тука која сме заедно. А после 15-ти ќе дојдам заедно со вас да ја прославиме и победата на овие избори. Знам што е силата овде, што е толку силно во овој крај. Тоа е вашата добрина како луѓе прво. Она што си го сакате родниот крај и она што го градите тука, крај ништото и врските кои ги градите. Ние само ќе продолжиме по тој пат. Подгорци е пример за живот, за соработка, за човечност. Но тука сега ги знаеме и оние проблеми со кои се судираме, речиси во сите населени места. Да речиси да нема населено место во наша општина кој што не каже дека има проблем со патишта, има проблем со вода, има проблем со Детски градинки. знам, детски игралишта. А знам дека сте имали амбуланта, ќе биде колекторски систем, ќе биде вклучен. Проектот е изготвен, Министерството за финансии го побарало итно, за да може да го пуштат со апликација за ИПА-2 програмата, која што е сега. Верувам до крајот на годината ќе биде аплициран и ако ние доволно притискаме, а имаме се и голема поддршка од централната власт, да можеме да почнеме со тој проект реализација во 2018 година. Тој е обемен, но ќе ги реши проблемите на канализацијата во голем регион. Околу водоснабдувањето 10 пати сме предлагале, Јован предлагаше амандмани за да одобрат за тоа, но не го прифаќаа. Сега сме тука за да го решиме заедно тоа. Вака како што сме собрани, ќе го решаваме преку општината и ако немаме доволно средства, знаеме каде да побараме. Значи, че имаме од средствата за регионален развој, имаме и стратски фондови кои ни стојат на располагање. Знаеме како се конкурира, знаеме како треба да се подготвиме. Не сакам многу да должам, затоа што секоја сум бил практичен. Сум научил да работам, ама работам со тим, со поддршка ваша. Ќе кажам една реченица, како дете дававме честен пионерски збор дека ќе бидеме вредни, добри другари
и ќе почитуваме. Сега ќе дам пред вас честен градоначалнички збор, дека ќе се посветам максимално на работата и дека ќе бидам максимално отворен за сите. Оно што го работиме, ќе го знаете сите. Мора да се изградиме живот. Ветивме живот за сите и ќе го градиме заедно животот за сите. Благодарам. Сега носителот на листа. Добро вечер, Подгорчани, добро вечер, драги пријатели. Драго ми е што сме денеска овдека со вас. Вашите проблеми, кажа кандидатот за градоначалник, јас сум убедена идниот градоначалник на општина Струга, со кој се соочувате, голем дел од нив ми е и познат. Изминатите 4 години малку ќе ви подборувам околу работата на Советот на општина Струга. Изминатите 4 години навистина беа напорни. Се обидувавме многу ваши проекти, многу ваши идеи да ги реализираме. Меѓутоа, искрено да ви кажам, бевме само 5 советници и не бевме одлучувачки фактор во Советот на општина Струга. Затоа од вас вечерва ја бараме поддршката со цел да имаме што поголем број советници во Советот на општина Струга и со тоа во најголем дел да му ја олесниме и работата на градоначалникот на општина Струга во реализацијата на проектите и програмата. Значи, чест ми е голема што како носител на листа во овој советнички тим е и Башкимот Подгорци, и Емине, и Борјанка, Ели, Деспина, овде што се вечерва со нас, и Јацо, да, него го знаете. Да. Да, наследник е. И затоа мислам дека можеме поуспешно со поголем број советници да си ги реализираме плановите, идеите на сите вас. Ние сме отворени за соработка, како и досега што сме соработувале. Мислам дека поддршката се надзира и од секојдневните контакти со граѓаните кои што секојдневно контактираме од врата на врата. Ви благодарам. Добар ден на сите, драго ми е што повторно сум тука. Денешново моје доаѓање покажува дека тоа што го кажа Васко, дека сме дале збор, дека функционира. Кога минатите пати доаѓав, многумина од нив беа со мене, со Јован, со Алија, не го гледам кај застане, еве го Алија, за да ни помогнат ние да ја оствариме победата. Сега сме тука за да на многу представници од Струга, од Подгорци, од целиот овој регион да им помогнеме да ја менуваат општината. И само на таков начин, ако меѓусебно си помагаме, ако сме тука кога на другиот му е потребно, само тогаш има резултати. Јас сакам да ви се заблагодарам, во меѓувреме се видовме со многу од вас, ама еве уште една прилика. Да не беше Струга, да не беше Подгорци, да не беа сите населени места во Струшкава општина, и ние немаше да победиме, и во петка немаше да имаме така добар резултат. Значи, можете да бидете горди дека промените во Македонија стварно од Струга се придонес. И мислам дека сега имаме дополнителна обврска во Струга да помогнеме да се променат работите и на локално ниво. Ние како влада рековме дека нема да бидеме со едни луѓе мајка со други маќа. Нема да бидеме такви ни со општините. Во сите општини живеат граѓани на оваа држава, владата треба да им помогне. Но во општините каде што ќе имаме добри домаќини, квалитетни совети, кога некој знае што бара, полесно е и да му дадеш. Сакам да ви кажам дека и лично ја чувствувам таа обврска од довербата во изборите и реално ќе се трудам да помогнам на сите проекти кои ќе зависат и од владина поддршка, а се наменети за Струга. Ние превземавме одговорност во државава во многу тешки моменти. Со сите мани 25 последни години, ниеднаш не ни се случи во државата тепачка во парламент да се спречува формирање на влада. Изгубивме 6 месеци, жал ми е што е така, оти тие 6 месеци беа важни месеци. Меѓутоа, не доаѓаме да збориме за вчера и за завчера. Ние во првите 3 месеци се сконцентриравме да покажеме резултати на темите кои ги зборував горе пред штабот. Рековме минималната плата дека ќе ја зголемиме за 20% и ќе важи за сите. Законот веќе е донесен, минималната плата е зголемена. Кажавме дека ќе се донесе законот за стечајци,
Тоа е веќе на сила. Рековме дека ќе се укине радиодифузната такса, ја укинавме радиодифузната такса. Рековме дека ќе се воведе ефтината тарифа за струјата, додека збориме броилата се прилагодуваат за да има и ефтина тарифа за струјата. Рековме, го гледам школово, екстерно дека ќе укинеме за да им олесниме и на наставници, и на родители, и на деца. Навистина тоа го направивме. Водевме сметка што ветуваме и водевме сметка тоа што сме го кажале да го одржиме. Така ќе прават и нашите кандидати на локално ниво. Во изминатиот период видовме колку лесно се трошеле пари за центарот на Македонија, а колку малку пари оделе во општините. Тоа ќе го промениме. Издвоивме посебен фонд за развој на локалните самоуправи и тоа ќе ни биде главен приоритет. 60 и кусур милиони евра ги насочивме кон земјоделие, ама кон вистински земјоделци. И пред неколку недели објавивме дека и домашните фирми ќе можат да користат пари што порано ги користеа само странските инвеститори. Што ќе треба да направат? Да отворат нови работни места и да плаќаат подобри плати. Сакаме да добиеме партнери во локалната самоуправа. Молам? Ќе дојдеме и до тоа. Ние ги кажавме ветувањата кои сме сега во 3 месеци. Тие во првите 3 месеци ние рековме дека на крајот на првата година ќе имаме зголемување од 40% на социјалната поддршка. Меѓутоа, еве, требаше сега да правиме година, ама 6 месеци не избравме. Не се бираше влада во собрание. Целта ни е да забрзаме работата во собрание, за да ги направиме работите кои сметаме дека се добри за граѓаните. Затоа ќе ве повикам масовно да се излезе на изборите. Ќе ве повикам да дадете поддршка и за членовите на Советот, каде што има луѓе и од вашето место, но и Советот без градоначалник не ја бива. Ве повикувам да гласате за Васко, да гласате за да општината со ваква тимска работа тргне од нула. Јас имав прилика малку да видам една дебата на која што учествуваа тројца кандидати за градоначалници. И ми беше здраго што е наш кандидат. Оти тој покажа дека човек што може да ги обедини сите, да не се кара, туку да збори за граѓаните и за решение на нивните проблеми, дека е вистински кандидат за градоначалник. Така, нашиот сегашен премиер дојде на оваа позиција. Стана млад градоначалник, се покажа во својата работа и покажа дека ниту луѓето, ниту никој од граѓаните не ги дели. Затоа ја доби честа да ја води државата. Таков е Васко, таков е тимот околу него и затоа на изборите имаме шанса да ги промениме работите и на локално ниво, откако работите тргнаа на централно ниво. Ви благодарам за досегашната поддршка и на вниманието. Фала, издржа ти, многу беше мумен. Ја вако дете не сум видела здраво. Многу кажи му како се викаш? Мумен. Како се викаш? Бонир. Убаво име имаш, ако се јадеш и мене ми се пријаде која те гледам, се шалам. Ще се видим некој. Да, фала. Што ви видов, Само еден мовет, ништо да не направите, проблемање се избегна. Ова го честитам. Значи, ова ви честитам и благодарни сме, сега можехме да ве исклавим. Значи, го гледавме сите и ова беше, значи, тоа е доста. Така е доста. Значи, живот нема да се, изгубен живот нема да се плати. Така, нема браќање. И добро е се балансират на меѓуетничката работа, да види што Луѓето сакале така. имаме екстремисти кои, али тие си бегаат. Имат сегде екстремисти. Секаде. Екстремизмот е сегде. Будали екстремисти сегде. Јас Имат во кога бев секоја на судење со тој што ме убираше, будала човек. Значи во секоја држава има будали. Ама ти не треба да им даваш сила на будалите. Исто и со екстремистите. Ако нашите односи се добри, тие лека полека ќе дигнат раци. Ајде, присмо, госпожо Мила, имам едно писмо за вас, ќе најде 5 минути. Ќе најдам уште сега ќе читам. Поздрав. Ајде, поздрав, фала многу. Фала ви на вас. Колку здравје?
Ja, malo umre, to je života, da ne daj nekaj člandice, tamo bitno je da se stano sve malo povaka. Dobre? Život. Terame, a? Čega me pozdrav baka? Ajde. Ovdje Vasil sam ja. Ajde, dobro dojde. Da ste zdravi i živi, hvala. Kako je? Dobri ste mislite? Ovdje je izgleda pionirska da daš. Dobar den, ja sam direktor ovdje. Če smiješ me da Vasil sam ja. Како на бритење да будеме седни па. Dobro, ovako je Колку napravljeno. години сте работите како бедна? Od 78 godina, kad sam vojska bude. 40 години. Da, И сте во кондиција добра. da, normalno. Да ни кажете рецептот. Samo dviženje. I selski rabotanje. По една лjuta na Да zapajdu. ме служи здравје на сите. Hvala Bogu za podjiva. Си имаме сега можност да си истуркаме ова работа. Млади сме вистина во работава, ама имаме искуство собрано доволно. И мислам дека Се борим ќе си за тоа. истераме ова работа. Se borim i za to. Ще Многу, помогнем се колко да ќе може влезам овако некој. в дуќан, има некоја топлина секојаш. Јас знам и во Druga imam učenu zana tamo. Какво? Ezdećen Gegar. кај Гега. Da, je mi durako u Filipijenu. Таму имаше кај Кременко што има. Tamo. Таму? Od 72 godine nazad. Кој Емилија. Pomina. Некој наследник имате во работава? Moguće sino da bude do Slovenije. Јас не работава? Kako da ne? Само како него не. Не, а? Овај мојки без сапуна ти причи. Без занај не бива да работа. Така, И без да се ги школа. чуваме. И без школа, овие што се бербери веќе сега без школа, овој полагаше под држава. Имаше некој ред поинако, да. Имаше. Имаше ред да се треси цела ноќ. Цела ноќ. Со фамилијава си имаме со сите со младиве контакт, да ви дајат контакт и да си имате. Кај мене секојаш врата отворена. Така, да знаете. Иначе овде и да победиш и да изгубиш, овде ти е врата 24 Овде е главниот штаб. отворена, ке нас и стално. Сега ќе победиме, а после тоа После ќе идеме тоа, чапање. после тоа Ајде, пријатно, да одиме.